Така е по рекламите, време за вестите. Штип го слави празникот на градот, 73 години од ослободувањето. Ова година општина Штип додели 5 признанија 8 ноември. Општина Штип денес го одбележува денот на ослободувањето. По тој повод беше одржана свечена седница на која беа доделени признанијата 8 ноември. Денес е Ден Митровден, ден на првата слобода на овој град. Овој свечен настан во салата на Советот на општина Штип по повод големиот празник на нашиот град, 8 ноември, ослободувањето на градот, да им го честитам овој наш празник на сите наши сограѓани. Слободата веќе ја имаме, ја добивме токму од овие борци кои што ни ја дале, кои што ги дали своите животи за оваа слобода. Ние сме денеска политичари во овие генерации кои што треба во идниот период да се бориме, да работиме, да го подобриме животот и да ги подобруваме условите за живот, затоа што оваа држава тие луѓе ни ја оставиле, за да ја подобруваме, да ја градиме, и посебно овде зборувам за нашиот град. Сакам да се заблагодарам на сите оние кои што учествуваа во организација на овој настан, на сите добитници на наградите, признанијата кои што ги добили општината, и да ги поттикнам да продолжат да работат за развој на нашиот град, но и сите наши сограѓани, бидејќи имаме многу други настани кои ќе ги наградуваме нашите сограѓани, затоа што тоа што го прават, придонесот, нивниот придонес е многу важен за Штип и за нашиот град и за Република Македонија. Ова е еден од оние денови кога мораме со должен почит, со должен пиетет да им дадем признание на оние кои што ги положија своите животи за денес да живееме слободно и да се бориме за уште подобро и по просперитетта еден наши и на нашите деца. Така да уште еднашка честитки до сите граѓани и се надам дека во иднина ќе имаме уште повеќе и поголеми поводи за славење и за празнување. Согласно одлуката на Комисијата за доделување на признанија и награди и на Советот на општина Штип, годинашни добитници на признанието 8 ноември се 5 лица. Ватко Костов доби признание за воредни залагања и висок професионализам, даден придонес во развојот на спортот и неговата афирмација. Во отсуство на Костов, признанието го прими неговиот син. Бидејќи мојот татко денес не беше во можност да биде присутен поради оправдани причини, сакам во негово име да се заблагодарам на сите присутни, на сите кои што беа со него овие 20 години тренерска работа, до комисијата која што одлучуваше за доделувањето на наградите, да им честитам на сите кои што ја приме оваа награда денес. Магистар Ирена Ѓуровиќ Јанков, признание 8 ноември, доби зададен придонес во промовирањето и афирмирањето на Штип и културата на хорско пеење преку градскиот хор Штип. Ова е дефинитивно награда на хорот. Хорот ме кандидира, а ова е награда и на хорот. Моја благодарност до нив и благодарност до општина Штип, која конечно препозна нашиот труд. Добитник на признание 8 ноември Александар Асовски за воредни залагања во сферата на хуманитарната работа и обезбедување донации во здравството. Чувството е неописливо, само ми дава подстрик и понатаму да продолжам да работам. Можам да кажам дека спремаме нова донација која што веќе ќе се реализира до крајот на овој месец. Како што кажав и во моето обраќање на свечената седница, претходно дониравме 3 пати, тоа се опрема и помагала во сферата на здравството во вредност од над 800.000 евра. Признание 8 ноември доби и Горан Трајков за исклучителниот придонес во промовирање на правата на работниците во кожарско-текстилната струка преку ангажманот во Сдруженијето на граѓани Гласно Штип. Се надевам дека многу граѓани ќе се огледат на оваа награда. Оваа награда не е само на Горан Трајков, оваа награда е на сите граѓани, слободомислички граѓани кои што се изборија за да добијам денеска оваа награда. Значи, оно што можам да го кажам денес е дека сум горд граѓанин на град Штип и борбата за слобода не престанува никогаш. Зоран Илиев, признание 8 ноември, доби зададен придонес во развојот на музиката, културата и афирмацијата на македонската забавна песна. Признанието за мене значи огромна чест и огромно задоволство. Морам да кажам едно најголемо благодарам на Советот на општина Штип, на градоначалникот на општина Штип Благој Бачеварски за прекрасната награда. Се надам дека ова е поттик и ова е почеток на нови успеси, на некоја нова ера што ќе биде поддржана за сите млади пеачи, пеачки.
Како дел од програмата за одбележување на денот на ослободувањето на Штип 8 ноември, денес на споменикот на револуцијата Исар, делегација на Советот и на градоначалникот на Штип положи цвеќе. Советничката група на ВМРО ДПМН реагира за едно од 5 осмоноемвриски признанија. Како советничка група ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, жалиме што Социјалдемократскиот сојуз уште на првата конститутивна седница си го покажа вистинското лице со крашењето на деловничкото право за поединечно разгледување и гласање на именуваните и предложените кандидати за осмоноемвриско признание. На тој начин се вметна лице кое што сметаме дека не заслужува на вакво престижно признание. Станува збор за лицето Горан Трајков, кое што штипската јавност добро го познава. На овој начин се девалвираше не само признанието осмоноемвриско кое што секоја година општина Штип го доделува на заслужни граѓани, туку се девалвираат и останатите номинирани наши сограѓани кои што оваа година го добија признанието. Ние како советничка група се одлучивме денес да присуствуваме на оваа свечена седница за да дадеме поддршка на останатите номинирани и наградени граѓани заслужни за општина Штип. Традиционални митровденски средби во Штипската библиотека, промоција на новите 10 доктори на науки. 10 доктори на науки од Штип денес беа промовирани во Националната установа библиотека Гоце Делчев на 16-тите поред традиционални митровденски средби. 7 од нив се припаднички на понежниот пол, а во однос на истражуваните области има по 2 доктори на технички, биотехнички и медицински науки и по 1 на археологија, менеджмент, компјутерски науки и доктор на науки на филозофија на инженерството. Носител на последнава титула е доктор Димитар Николов, кој не можеше да присуствува на свеченоста бидејќи од 2009 година живее, се образува и работи во Шведска. Неговата филозофија на инженерството наоѓа примена во сите правци, поготово и во медицината, зборуваме и во делот на развивање на апаратура во медицината, каде што сите ние зависиме од програмирањето и од софтверските програми кои што ни се помагатели во нашата работа, така да ова негова дисертација ги проаѓа грешките при создавање на софтвер. Така да и како имаме корист од целата дисертација. Доктор Димитар го продолжи образованието и во мај годинове ги заврши постдокторските студии на Универзитетот Лунд во Шведска. Доцент доктор Марија Чекеровска пак е дама во така наречената машка струка, односно во машинството. Низината докторска дисертација во делот за искористување на сонцето како обновлив извор на енергија. Конкретно експериментално нумеричко истражување на рамни сончеви колектори. Придобивката од нив и се разбира што поголем интерес и се разбира понатаму усовршување на рамните сончеви колектори. Од областа на менеджментот во делот на телекомунициските услуги во Белград докторираше Стојан Коцев. Докторската дисертација ми е, да кажам, теоретско практична докторска дисертација и објаснувам во неа како менаџерите да постапат во телекомуникацијската индустрија за да можат да го зголемат задоволството на корисниците од телекомуникацијските услуги. Минатата година библиотеката подготви 2 библиографии на истакнати доктори на науки кои оставиле траен белег во своите научни области, а годинава во подготовка е уште една, кои треба да бидат репер на новите еминентни стручњаци да дадат свој принос во развојот на научната дејност. Околу 500 првооделенчиња од Штип и Карбинци денеска станаа членови на организацијата на Црвен крст. Младите хуманисти се обврзаа дека ќе помагаат онаму каде ќе треба. Учениците од основното училиште Тошо Арсов во Штип денеска во посета на штипскиот градоначалник Благој Бочварски му го честитаа денот на ослободувањето на градот, му посакаа успех во работата, а се пофалија дека денеска ќе станат членови на Црвениот крст. Денеска е 8 ноември, ослободувањето на Штип. Затоа? Затоа ние сме овде за да кажеме стихотворби на нашиот нов градоначалник. Да му го честитаме роденденот. Да му го честитаме роденденот на градот. Ќе станеме член на Црвениот крст и ќе бидеме хуманисти. Многу борци ги дадоа животите за денешната слобода, за да живеат нашите деца среќно и безгрижно детство. Дојдовме да му го честитаме роденденот на градот, на нашиот нов градоначалник, да му посакаме успешна работа. Ова е еден од најважните денови за нашиот град, денот на ослободувањето на Штип и ми почна многу пријатно, ме изненадија позитивно. Им го честитам
денот на ослободувањето на градот и нивното пристапување кон Црвениот крст. Околу 500 првачиња од основните училишта во Штип и едно во Карбинци денеска дадоа свечена заклетва и станаа членови на организацијата на Црвениот крст. Свеченоста ја збогатија и ученици од повисоките одделенија, кои во оваа пригода подготвија пригодна програма. Од денес јас сум член на Црвениот крст, а јас ги помагам на сите на кои треба помош. Бидеме хумани активни и многу е добро да се биде хуман, бидејќи помагаме на некои што им треба помош. Подготвивме 2 песни, Ода на радост и Капка по капка црвена крв. Градењето на принципите на хуманите вредности се учи од најмали нозе. Денес во нашата организација негде ќе вклучиме околу 500 дечиња, ќе ги запознаеме на свечената манифестација што представува Црвениот крст, кои се нашите дејности кои што ги работиме, ќе имаме и објаснеме нашата хуманитарна и благородна мисија и ќе побараме од нив и во иднина да се вклучуваат и да помагаат на сите оние кои што им е неопходно. Свечениот прием на превачињата во Црвениот крст е традиционална манифестација што се организира секоја година по повод 8 ноември, денот на ослободувањето на градот Штип. Блокирана сметката на општина Берово поради долг кон градежна фирма стар 15 години. Пари има само за платите на вработените во општинската администрација. Новиот градоначалник веќе почнал со штедењето на парите кои се слеваат во буџетот. Блокирана сметката на општина Берово. Пари општината има само за текомни трошоци, односно исплата на плати за општинската администрација. Значи, состојбата која затекнавме, заклуча со 18.10. во општина Берово е дека општината е блокирана од 27.3.2017 година за изnos од 31 милион денари. Значи, тие се средства со кои е блокирана општината, моментално работиме со лимит кој возможува да не се извршуваат средствата кои се неопходни за нормално функционирање на општината. Обврските спрема добавувачите во истиот период изнесуваат 22 милиони. Секако кредитот кон Светска банка кој беше земен на 10 години со грејс период од 3 години изнесува 23 милиони 744 денари, дел од него веќе 3 рати се измирени и практично остануваат во наредните години за исплата околу 18 милиони и 700 денари. Берово е должно и кон советниците и за експроприација на земјиштето. Овој долг е околу 2 милиони денари. Пекевски објаснува дека сметката е блокирана поради изградба на регионален водовод во Берово. Долгот кон градежната фирма Пелагонија е стар 15 години. Тужбата се почнува во 2002 година и замислете судскиот предмет трае цели 15 години, зашто веќе каматата го надминува, значи надминува главнината на долгот. Што е по мене сосем, значи бесмислено заради тоа што 15 години водење на постапка во која камати ги надминува главнината, кој ќе носи одговорност за тоа? Значи општината е дополнително задолжена или има неизмирени обврски по основ на рок од некои 15 години во кој судскиот предмет се талка во судските лабиринти. Пекевски забележува дека за наредната година веќе се прават и плановите за новиот буџет, во кој ќе ги има и решенијата како да се анулираат долговите на општината. Од денес 47 млади лица од Штип полесно ќе дојдат до работа, добивајќи ги сертификатите за успешно поминати обуки за негователи на стари лица во домашни услови и службеници во книговодство. Тие стануваат поконкурентни на пазарот на трудот. Овој проект за поддршка на вработување на млади до 29 години е финансиран од ИПА програмата на ЕУ. Симона Трајкова од Штип е една од 47-те млади луѓе кои денес во Штипскиот центар за вработување ги добија сертификатите за успешно помината обука. Благодарение на оваа обука, Трајкова сега е вработен книговодител. Претходно имам завршен на економски факултет, токму на областа сметководство, финанси и ревизија, и ова обука ми помогна моите теоретски познавања да ги применам во праксата и она теоретското практично да го изведувам. Во рамки на проектот поддршка за вработување на млади финансирани од ИПА програмата, младите невработени луѓе до 29 годишна возраст имаа можност да бидат дел од 2 обуки, од кои една за книговодство, а другата е обука за негователи на стари лица во домашни услови.
Значи фокусот на ИП проектот е ставен на младите лица до 29 годишна возраст, се за цел овие лица секако да се стекнат со одредени знаења и вештини, да ги зголемат своите капацитети, својата конкурентност и полесно да се интегрираат на пазарот на трудот. На ниво на држава во овој проект беа вклучени 140 млади лица, од кои 100 се обучуваа за сметководители, а останатите 40 за грижа и нега на стари лица. Лиценцираните програми кои беа во време траење од 4 месеци ги спроведуваше тренинг провајдерот Полипроектот Штип. Ние сме презадоволни од постигнатите резултати кои ги предвидува програмата, верифицираната програма, односно се достигнаа сите компетенции кои се предвидени со неа и покрај тоа уште едно достигнување има за развојот на или подигнувањето на свеста кај младите за сертификација и за доживотно учење. Проектот поддршка за вработување на младите луѓе опфаќа 4 компоненти, и тоа стекнување на работно искуство, обуки за побарувани занимања на пазар на труд, како и стекнување вештини за водење на сопствен бизнис. Православните христијани го празнуваат Митровден, посветен на светиот великомаченик Димитрий Солунски, наречен уште и чудотворец и мироточив. Овој празник е еден од поголемите христијански празници, кој се празнува во домашни слави, а со него се поврзани голем број на верувања и обичаи. Денеска е Митровден. Православните верници го слават споменот на светиот великомаченик Димитрий Солунски, наречен уште и чудотворец и мироточив. Во сите храмови се служеа богослужби, а верниците упатија молитви до светителот со желби за добро здравје и благодет, запалија свеќи и се поклонија на иконата. Убав празник е денеска, дали Митровден, те на слава кидам, па на ги дига. И тоа. Секоја година ли доаѓате на црква? Секоја година доаѓам на Митров, секоја година. На сите Господ да дава здравје, среќа, успех. Митровден зазема значајно место и во народните преданија и верувања кај народот. Според толкувањето, овој празник се смета за мегник меѓу летниот и зимскиот период во годината. Се верува дека со него почнува зимата, па од тука и изреката дојде ли Митровден, чекај си Ѓурѓовден. Инаку го празнувале сточарите, а зидарите Свети Димитрој го земале како свој патрон. Ако на Митровден е студено, зимата ќе биде остра и долга. Посебно е значено за овој ден да се спомене дека на новиот ден се вршело главување, односно ангажирање на луѓе кои би ги извршувале функциите на момоци, кравари, овчари, козари и слично. И обично тој договор се правил за период од Ѓурѓовден до Митровден или од овој Ѓурѓовден па до следниот Митровден. Според житието, Свети Димитрија живеел во 3 век по Христа. Бил син единец на градоначалникот на Солун, а по неговата смрт ја наследил неговата функција. Во тоа време областа била под римска власт и со неа владеел Максимилијан, кој ги прогонувал христијаните. Свети Димитрија Солунски чудотворец одбил да ги изврши неговите наредби, пошто бил сурово измачуван и погубен. Сиот имот, како што наредил тој, по неговата смрт била дарувана на сиромаси. Бил погребан во Солун, каде подоцна била изградена и црква, каде ден денес се чуваат неговите мироточиви мошти. Инаку во Штипско Митроден се слави во селото Селце, каде пред 3 години се изгради црква, а како домашна слава се празнува и во Караорман. Ракометарите на Текстилец ја продолжуваат победничката серија во првата лига на Македонија. Во Штип падна и тимот на Куманово, кој загуби со високи 13 гола разлика. Во надпревар од седмото коло, во рамките на првата ракометна лига на Македонија, екипата на Текстилец во Штип славеше висока и убедлива победа против тимот на Куманово, изразена со резултат 34:21, полувреме 11:9. Ова беше трета победа поред на штипските текстилци или вкупно 5-та во досегашните 7 првенствени кола. Почетокот на средбата не навестуваше ваков резултат, бидејќи гостите од Куманово имаа водство од 5:8. Но ракометарите на Текстилец возвратија со серија од 4:0 и на полувреме се отиде со резултат 11:9.
Во второто полувреме Текстилот со добро одбрана и ефикасен напад успеа да се одлепи и постојано да ја зголемува предноста за конечен резултат 34:21. Најефикасен играч на преварот беше Васа Петров, кој постигна 13 голови. Во следното 8 коло тимот на Текстилец ќе гостува на екипата на Тиквеш во Кавадарци. Тоа беше се за денес што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. Имајте убава вечер. Пријатно.